тука на могилата на непобедените. Скоро бевме на алејата на народните херои на градот Прилеп. Град со многу народни херои, затоа го викаме град херој. Сакам на прилепчанки и прилепчани, па потоа на сите македонки и македонци, на сите други наши сограѓани од другите заедници да им го честитам овој голем празник, 11 октомври, денот на народното востание. Како внуци и правнуци на иленденците и керки и синови на основниците, на овие генерации им ја должиме нашата државност. Затоа ми е посебна чест што во името на владата сум денес во Прилеп, во спомен и почит, изразен почит кон паднатите борци. Прилепскиот одред разговарав малку со Сојузот на борците тука од градот Прилеп. Почнал со 34 борци, имал 6 жени. Затоа имавме и одавање почит на споменикот на жената. Борец главно млади луѓе, кои што во попладневните приквечерни часови на 11 октомври пред 79 години извршиле акции кон полициската станица, кон затворот и ги прекинале телефонските врски. Што е наша сега задача на нашата генерација? Државноста ја имаме, таа ни е обезбедена и долгорочно државата ни е стабилна, бидејќи сме дел од НАТО алијансата, најмоćниот одбранен сојуз во светот. Следната задача ни е европскиот начин на живот да се го донесеме дома, преку пристапниот процес со Европската унија. Стандардот, платите, редот, правдата, образованието, здравствениот систем, животната средина, да ја искористиме, на некој начин да го потребиме аманетот на предците, да ја искористиме нашата државност, да си ја направиме силна и богата, и успешна и просперитетна. Нашата Македонија, Република Северна Македонија. Тоа е, мислам, нашата задача на оваа генерација. Убаво е овие церемонии, овие традиции да си ги негуваме, на некој начин си ја покажуваме линијата. Јас сум по потекло четврт прилепчанец, не знам дали протоколот тоа го знаел или не. Кога пресековме на влада, јас да ја представувам баш владата на градот Прилеп, ама со посебна чест секогаш доаѓам во Прилеп. Благодарам. Имаме уште едно прашање. Се уште отворени ми се прашањата со Република Бугарија. И вие предното спомнавте дека револуцијата, односно востанието започна токму од Прилеп и прилепчани се особено чувствителни на таа тема. Сега, со кого или против кого тогаш ќе се случи нападот и почна народното востание во Македонија? Кои беа окупаторите, кои беа фашистите? Многу е лошо ако лошото го врзуваме за нација. Во секоја нација некогаш сме на добрата страна на историјата, некогаш сме на лошата страна на историјата и мислам дека треба да го осудиме лошото или злото, ама без при тоа да ставиме белег на една цела нација. Така е со Германија, една од нациите која што најискрено и отворено се соочи со сопствената историја. Веројатно нема друга нација во светот што толку директно и со отворени очи се соочила со фашизмот. Најцрната страница од историјата на човештвото. Ама мислам дека ќе сгрешиме ако на нашите соседи, прашањето беше за Бугарија, го ставиме тоа петно како на цела нација. Затоа што така ќе останеме назад, како што еден мудар поранешен колега често велеше, историјата треба да ни биде учителка, а не затвор. Ако оцрниме цел народ, историјата ќе ни стане затвор и нема да имаме друг избор, освен да се мразиме и да се конфронтираме со тој народ. Затоа мислам дека тоа борбата била против фашизмот, меѓутоа не треба да се лепи таа етикета на еден цел народ или на една цела нација.
Сметам Германија дека ќе му се се- постигне тој договор до 10 ноември, а имаме повторни услови, повторни ни така, ајде да ги кажеме, екстремистички барем од страна на ЗУ. Една работа ќе кажам, мислам дека е неевропски предизвик на македонскиот јазик да стане пречка на нашата европска иднина интеграција. Ако Европската Унија дозволи на некој начин ова да биде пречка, тогаш нема да ја заслужи придавката во своето име европска и не знам дали ќе можеме да веруваме на таква Европска Унија. Мора мудрост и почит, нема пријателство без взаемна почит. Сите што сакаат на македонскиот народ да му бидат блиски и пријатели, мора да не прифатат кои сме и каков јазик зборуваме. Ние зборуваме македонски јазик. Нема, без елементарна почит не може да се развива блискост или пријателство. Никој друг на светот, ниту една друга држава, нити соседна, нити подалечна, па нити меѓународна организација, нема право да се меша во нашето право на самоопределување денес. Но факт е дека имаме се уште и понатаму отворени прашања. Како тоа ќе се решава ако бараме взаемна почит, Ќе се а од другата решава, страна не добиваме, например. ќе се решава на линија на европските принципи. Во Европа во 21. век правото на самоопределување на сите народи, уклучувајќи го и македонскиот народ, е неспорно. Тоа мора да биде. И процесот што го почнавме со Бугарија во однос на разговор за наративите од заедничкото минато што не поврзува, мора да има и прифаќање на реалност. Историјата не можеме да ја смениме, сегашноста можеме да обезбедиме подобра иднина. Сака мудрост од двете страни. Само уште едно прашање. Рековте Германија призна што призна. Дали ние можеме да се надеваме дека и Бугарија, например, треба да му се извини на македонскиот народ заради ја зборуваме за фашизм? Тоа прашувате за историја. Да. Ние формиравме една комисија за историја, каде што има историчари од двете страни, кои што треба да ги разговараат овие прашања. Кога политиката премногу ја употребува историјата, обично не може да испорача резултати и не може да направи чекори денес и утре, во сегашноста и во иднината. Овие прашања треба да ги оставиме на комисијата на историчарите. Тие не се дојдени до овој период, до Втората светска војна, веројатно ќе дојдат, а ние треба да се обидеме чекорите да ги повлекуваме, мислејќи каква сакаме да имаме иднина и во односите и во пријателството утре. Ако чекори правиме врз основа на тоа што се случило на почетокот на 20 век, во 19 век и поназад, не сум сигурен дека ќе стигнеме таму каде што сакаме да стигнеме. Благодарам.